Драги гледачи, започнуваме со нашиот разговор предвиден токму за денес. Како што најавив, пред да започнеме, нели денес е денот на турската настава во Република Македонија. Токму за таа цел со нас е Фани Димитровска Азим, која што е председател на Македонско-турското здружение во Битола. И посакуваме добро утро и добро ни дојдовте во телевизија Мега. Како сте? Добро утро, благодарам за поканата. Добро, одлично. Денеска зборуваме токму за значењето на овој ден. Еве како информација од кога се празнува? Пајте последните години, со некои законски измени, кога и другите националности во Република Македонија доби одредени денови за празнување. Турската заедница во Македонија го прославува 21 декември, како денот на турската настава во Република Македонија. Како настане иницијативата? Сметате ли дека има навистина потреба да се празнува овој ден и како се започна? Со какви манифестации, настани? Се подразбира дека потреба има, да. Но доколку се сеќавате нормално за самите почетоци на самото празнување, сметате ли дека тоа е онака како што треба да биде? Има индивидуални прослави низ цела Македонија, дека има потреба од празнување, сметам дека потребата навистина голема, бидејќи јазикот и образованието како склоп на една култура, на еден народ се од огромно значење и имаат влијание на целокупниот живот на едно лице, а посебно што последните години побарувачката и порастот на лица кои што сакаат да го изучуваат турскиот јазик, не само во Република Македонија и пошироко, расте. Во однос на изучувањето на турскиот јазик, еве и наставата. Сметате ли дека доволно е застапена, еве барем во Битола, но и нели на територијата на Македонија? Во однос на застапеност, во однос на изучување, во однос нели на временски период, број на часови и кога се изучува турскиот јазик во наставата? Вака, до пред 10 години во Битола постоеше турска паралелка во основното училиште Гоце Делчев, но последните години тоа нема, бидејќи и бројот на турски семејства во Битола е намален, а и сите тие кои што веќе останале тука, според последните истражувања околу 180 до 200 деца има кои што би учеле, но родителите најчесто се одлучуваат тие деца да учат или на македонски или на албански јазик. Е сега тука и околината на Битола, селата Будаково, Канатларци, каде што постојат голем број на турски деца и таму навистина тоа функционира толку добро. Во однос на празнувањето денес, што се најавува за денес? Денес во 12 часот, во библиотеката Свети Климент Охридски во Битола, планираме така еден настан. Би сакала да го издвојам професорот Александар Теријовски, ќе биде со своје излагање, тој во таа област има бројни истражувања спроведено, има големо искуство и на некој начин и генерацијски, се совпаѓа со таа генерација на учители кои што твореле во тој период, а исто така и член на Македонското турско здружение Битола од самите почетоци и сите тие учители кои повеќето од нив во денешниот период се починати, биле членови на ова здружение. Сметате ли дека еве има доволно активности во однос не само за овој ден, но и во текот на годината, активности во однос на значењето на ова турско здружение, македонско-турско? Да. Има ли соработка например со други институции? Чисто за денешниот ден има и други активности, но секако дека преку текот на цела година, доколку некој сака да направи, секогаш има прилика и можност. И секако цели и задачи на Македонско-турско здружение Битола пред се и како самото име што кажува. Тоа пријателство постои, векови постоело меѓу тие два народи и соработка. Сега се работи на тој дел на соработка, обострано промовирање на културата, на јазикот, во Македонија на турската култура и обратно во Турција на македонската култура. И секогаш е добро прифатено, од страна на турците, па дури кога туристички се оди во Турција, тие секогаш ги почитуваат македонците, ги сакаат, а посебно кога станува збор за Битола. Сите да знаеме таа поврзаност на Битола и Турција, ете и Кемал Ататурк, ама и претходно,
Битола била центар во таа румелиска територија, таа област, која што било многу значајна во османлиската држава. Кои се оние најзначајни активности, проекти што годината нели е при самиот крај, што можете да ги издвоите, што значат, нормално особено за ова здружение, бидејќи целите на здруженијето се секогаш да се пласираат информации, да се шири токму важноста на соработката што има Македонија нели со Турција. Да, значи Македонско-турско здружение Битола дава нагласок и најповеќе се залагаме за прашања кои што засегаат турската заедница, а исто така кои што се прашања кои што се засегнати сите луѓе на глобално ниво. Досега сме организирале разни дебати, трибини, со интересни гости, со интересни теми, потоа некаква презентација на храна, преку кујната исто се презентира целокупната култура на облека традиционална, посебно кога беше Денот на Европа пред 2 години, тоа навистина беше убав настан, кога повеќе здруженија беа вклучени во тој настан. И сега како за воиднина би сакала да нагласам 2 проекти, кои што и јас бев директно вклучена, станува збор за Граѓанската асоциација Антикот, тоа е женска граѓанска асоциација која што делува на ниво на Скопје и на цела Македонија и во соработка со општина Битола и за Комисијата за еднакви можности на мажите и жените од општина Битола беше спроведено истражување, од Антико истражувањето, а со поддршка покасно, во текот на обуките и едукацијата од општина Битола и од таа Комисија за еднакви можности. И дојде до голема соработка и во понатамошниот период, треба да се реализираат 2 мерки, кои сега можем како во најава да ги кажем, наскоро ќе бидат презентирани од групите кои што ќе ги работиме. Зголемена активност и помагање на невработените жени на ниво на општина Битола, тоа за нас се однесува, а истото истражување и на ниво на општина Кичево беше спроведено. Постојат 2 групи, конкретно мојата група, Македонско-турско здружение и другите членови на таа група, ќе работиме на јакнење на жените земјоделки, од околината на Битола, и веќе сме со тие почетни активности, така да ќе бидете навремено информирани, медиумите секако треба да бидат во тек со настаните. Тоа се подразбира. Од кога постои во здружение? Бидејќи ни доаѓате нели прв пат во нашето студио, во нашата утринска програма, за гледачите убаво е да се знае кратки податоци, информации токму за ова здружение и се подразбира, бидејќи постоиме нели за нашите граѓани, за нашите гледачи, кои што се можеби заинтересирани, ќе имаат одредена идеја каде да се упатат и се подразбира, знам дека сте отворени за соработка и нови идеи, нови проекти. Да, секако отворени сме за соработка, и јас, и целото здружение, и можат, денес цела комуникација е леснета, постојат социјалните мрежи, мобилните телефони. Моментално простор како канцеларија немаме, но можат на тој начин да се обратат. Сега во врска со почетоците на здружението, има подолга историја ова здружение, формирано почетокот на 90-тите години од барем за мене угледни битолчани и афирмирани битолчани. Како председател на здружението би го спомнала Силјан Мицевски, на сите добро познат. Починатиот Сотир Главинче, маестро Љубо Трифуновски, кој се уште е активен во здружението. Сите тие учители кои претходно ги спомнавме, Мали Креджеп, Низам Еди Насим, тоа инаку таткото на мојот сопруг, и многу други лица, кои што во овој период сега и не се меѓу нас. Кога зборуваме за членови, може ли да се пофали здружението со многу членови, мајки предвид за бројот, например, на турци кои што се во Битола, но и пошироко? Сметате ли дека имаат влијание, било да станува збор нели за да не ги делиме луѓето нели на класи? Укажавте дека имате и проекти во однос на земјоделието, нема поделба ни на да речеме мажи и жени, туку сите се вклучени во
таа игра која вклучува нови активности, сметате ли дека има што да понуди Сдруженијето заедно со сите граѓани, без оглед нели да станува збор дали се турци или друга националност? Да, значи можем да кажем дека членовите се повеќето македонци, мислам сите сме свесни на ниво на Битола дека мал е бројот на турските семејства. Добро, во другите градови, ете Скопје, можеби и со самата бројност на градот Скопје, значи поголем е бројот на турци, значи повеќето членови се македонци. Има и турци, има и албанци, значи сите заинтересирани, се добродојдени. И сега како мој личев став и став на Сдруженијето, значи сите тие стереотипи, сите тие предрасуди, да не зборуваме веќе за таа родова поделеност, патриархалност, која што се уште постои на овие простори, дискриминација од секаков вид, значи ете последниот период, таа исламофобија, која што се јавува после настаните во Париз. Сите знаеме дека тоа се негативни настани, но не смееме да дозволиме цел еден народ, цела една религија да се поистоветува со такво нешто, бидејќи ни еден верник, ни еден свет запис не го одобрува убивањето. И само тоа ете и професионално, значи, можам да кажам, дека самиот збор фобија поставува страв, но тој страв е нереален страв. И затоа, барем да се обидеме, да се бориме со тие фобии, кои што сите ги имаме помалку или повеќе, и со тие стереотипи и предрасуди. Токму еве начнавте едно друго прашање кое што има малку поинако значење, кое што и самото кажавте дека навистина е некако на маргините. Кога зборуваме за луѓето сите сме нели исти, но еве благодарение можеме да кажеме во наводници, негативна конотација за сите настани кои што се случуваат, се упатуваат ли еве поединци до вас како во контекст на тоа што би правеле сега, како би биле ние сватени од средината, како би реагирале во однос на случувањата, бидејќи нормално сите луѓе немаат исто сваќање и еве тие предрасуди секогаш удираат на човек. Значи секако се дели нели кои се тие мерки кои што се преземаат, односно вашите активности, односно тоа да се укаже дека сите сме исти? Значи, лично јас сум секогаш тука да излезам во пресред, доколку некој сака. Разговор, значи и во однос на здружение, и во однос на психолошки советодавни, во секој случај, но сметам дека тие теми повеќе ги допираат верските лидери. Значи, тие се први како најзначајни, кои што треба да излезат и јавно да говорат, значи излегуваат, неспорно е тоа, гледаме, следиме, но исто сметам дека е тоа должност на секој човек. Значи, сите сме исти како луѓе, секаде постојат и вакви и такви, и лично јас сметам дека тој тероризам не може да се врзи, не смее да се врзи со одредена религија. Терористот може да биде од секоја вера, од секоја националност, и баш затоа треба да ги разбиеме тие предрасуди и таа дискриминација. Што станува збор со оние повесели теми кога доаѓаат нели празници? Бидејќи навистина доаѓаат празници и еве да ги вклучиме нели верските, подготувате ли нешто интересно, одредена соработка можеби со одредени институции, правите можеби одредени концерти или хуманитарни настани кои што се поврзани можеби со кулинарство, подготовка нели во врска со одреден празник и така натаму, така што таа соработка нели со сите луѓе да се проширува. Да. И сега пред одговор на ова прашање сакам да се навратам, секако, бидејќи сакав да кажам, но ете, не знаеме што попрво да кажеме и двете. Сигурно имаме време. Да. И сега во периодот пред настаните во Париз, Македонско-турско здружение во контакт со волонтерските групи кои што се на граница во Гевгелија, бевме во некаква комуникација да се организира хуманитарна помош, значи посебно за децата. Значи зимата доаѓа, сите сме свесни колку се ниски температурите, колку имаат потреба од топла облека, ќебиња, значи храна, и доколку не сме во можност некаква топла храна да понудиме, барем оние работи кои што можат, кои што се полесно практични, значи круасани, пилешки паштети и нешто слично. И тој период навистина некако човек мораше да биде внимателен, да не биде погрешно разбран. Не го истакнавме тоа јавно, но со блиски
членки на Сдруженијето. Таа акција е во тек, значи собираме, подготвуваме и сето тоа ќе биде пренесено во Гевгелија и како апел до граѓаните на Битола, па ете и околината, доколку некој сака да се вклучи, слободно може да се обрати на мојот Facebook профил, на Сдруженијето, на мобилен телефон и за секој се договориме што, како, каде. И тоа е, да се вратам на прашањето. Да. Значи, во врска со празниците, значи, јас сум член на еден мешан брак. Значи, мојот партнер, мојот сопруг е со турска националност и кај нас се празнуваат и двата празничи. Значи, се празнуваат христијански празници, се празнуваат муслимански празници и се знае со сите тие специфични храни. Значи, ете за Бајрам нормално дека баклава се спрема, за Великден јајца се вапцуваат и сметам дека тоа никогаш не може да представува проблем, доколку меѓу две лица постои разбирање, соработка, веќе не навлегувам во љубов како димензија, сигурно кога дошло до тој брак, морало да постои некаков вид на љубов. Бидејќи навистина е реткост, ви благодарам што самата потенциравте, ни укажавте дека токму во вашата заедница има нешто поспецифично за разлика нели од другите. Ви прашуваат ли другите нели соседи, пријатели како тоа си функционира и претпоставувам дека е многу повесело кај вас кога станува збор нели за дупли празници. Слободно можам да кажам, бидејќи навистина има веселост, радост, има од се по нешто. Па знаете како колку повеќе вери, толку повеќе празници, секој ден ми е празник на некој начин. Смислам дека е тоа индивидуално, како секој ќе се постави со нештото и колку секој од нас може да се носи со тоа. Прашање нормално дека има, но мислам дека со личен пример тоа луѓето го гледаат и ако нештото го гледаш како функционира, немаш потреба многу прашања. И сега интересно е во нашата средина, не само Битола, на ниво на Македонија, Балкан така, дека сите се отворени за тоа. Или кога ќе се случи конкретно во нивното семејство, може да настанат различни проблеми, секој чест на исклучоците кои тоа го поддржуваат, кои што ги остават своите деца да одлучуваат сами за својата иднина и нормално покасно да се одговорни за последиците кои што секако може да настанат во секој брак, не само во мешан брак. Сигурно. Да се навратиме токму на Сдруженијето. И самото кажавте дека по бројност нели во Скопје, еве како пример на нашата територија нели на Македонија, се побројни и нормално можеби има повеќе активности. Се вклучувате ли во дел од институциите, Сдруженијата? Претпоставувам дека во Скопје нели се побројни, имат нормално различни сваќања, погледи, нови идеи, се подразбира. Комуницирате ли на некаков начин и соработувате ли? Имаме и некој друго подпрашање како подпрашање, нели? Во однос на знаеме, свесни сме дека особено Битола е многу посетувана од посетители од Турција, кои што нели со автобуси доаѓаат, тука не е нели музејот, имаме многу нешта кои што сме поврзани нели традицијата и се останато. Тој круг на соработка постои ли? Се вака ќе почнеме од последното, па сигурно, натаму, не од првото. Лично мене тоа ми смета малку, мислам дека и целиот град, значи не едно лице, значи сите треба нешто да превземиме, бидејќи сите тие групи доаѓаат и ние ги гледаме кај што доаѓаат, но никој не останува во Битола. Тие сите се на поминување. Или спијат во Скопје, или преспиваат во Охрид. И тука, значи, јасна е целата приказна, дека можат да седнат во Битола, да пијат кафе, евентуално да ручат, но цел престој нивни се наоѓа во еден од тие два града, значи или Скопје или Охрид. И тука не станува збор дека Битола нема капацитети да прими, напротив, последните години се изградени многу хотели со пристојни цени кои што можат да ги примат сите тие туристи кои што доаѓаат од надвор. И сега тука исто Битола се афирмира, барем според кажувањата на турците оттаму, од Турција, после сериите кои што се снимаа во Битола, значи збогум Ромелија, ете минатата година и тука, значи или ова година, како беше?
има ја можности македонските гледачи да ја гледаат таа серија. Значи тоа навистина може би звучи неверојатно, но кај нив пробути голем интерес да дојдат и да ја видат Битола. И нормално тука е музеот, кој што редовно е во склоп на тие тури. Во однос на соработката, извинете, на последно. Ако бидејќи ми доаѓаат и други прашања, нормално не сакам да ги изумам и токму заради тоа бидејќи нели ни доаѓате прв пат и сакаме да ви исцрпиме со информации, се со цел нормално нашиот разговор да им биде интересен на нашите гледачи, за да знаат што се случува нели во нашиот град, особено за денешниот ден. Мораме нели да упатиме и честитки, нели да се множат овие денови за убави мигови, нормално соработка со сите. Сега соработка дефинитивно постои. Значи не мора тоа да бидат само невладини здруженија, македонско-турски, значи постојат фолклорни ансамбли, здруженија кои што ги организираат сите тие различни видови значи на култура кои што можат да се презентираат значи во однос на двете страни. И сега лично мој став е дека се случува во Скопје. Јас навистина сакам во Битола да се случуваат повеќе активности кои што се поврзани конкретно со турската заедница, мислам бидејќи ова е темата, а инаку нормално дека сакам во однос на сите активности да има повеќе во Битола. Например, денес повеќето и од децата од турската заедница заминуваат на голем концерт во Скопје, кој што се организира секоја година и секогаш носат познато турско име. Например, пред неколку години Таркан беше, што ете, и за нас е познат. И моја идеја, и се надевам понатаму, дека ќе најдам начин, соработка и со институциите, и со други невладини здруженија, и во Битола, и во Скопје, значи да се прошири тоа. Зошто тој ист пејач да не дојде другиот ден во Битола, кога веќе е во Македонија. И овој ден, според мене, треба да се одбележи баш во однос на тоа, на образование, на култура, на значењето на јазикот за еден народ, и затоа и професорот Александар Стериевски е поканет. Значи, ќе има тие што ќе бидат присутни, ќе ги видат и другите активности. Проектот исто ќе биде презентиран на учениците во Будаково, кој што навистина во соработка со Ирена Ружин од музеот во Битола, навистина реализира еден прекрасен проект со посета на верските заедници во Битола, значи цркви, џамии, и најинтересно и како најзначајно што направија мал детски речник, македонско-турски, бидејќи таму се мешани, значи има и турски деца, и македонски деца, и тоа е навистина интересно и за поздравување. И ги поздравувам сите тие проекти, значи за таа меѓуетничка соработка и информирање на студентите на учениците за спротивното, за различното, бидејќи колку подобро сме запознаени и информирани, толку ни се разбиваат тие наши предрасуди и стереотипи кои што најчесто доаѓаат од незнаење. И тоа би било тоа поврзано во денешниот ден и сите што се заинтересирани се добродојдени во 12 часот да дојдат во библиотеката во Битола. Драга председателке на ово македонско-турско здружение, ви посакувам многу успеси, многу убави проекти, многу активности, се подразбира многу бројни години и еве останува нашата соработка за други нешта кои што еве нашите гледачи ќе имаат што да погледнат и се подразбира да научат. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам за поканата и се надевам дека и понатаму ќе имаме добра соработка. Секако. Драги мои, ние продолжуваме, имаме уште содржини, се подразбира до 9 часот и 30 минути.